Дедо ми кога бил на наши години го добил првиот компјутер. Татко му Ставре, мојот прадедо, му донел компјутер кога се вратил од печалба. Тоа бил првиот компјутер во Југославија. Цело село, цела земја се чудела на таа направа. Едните велеле дека е американска направа и служи за шпионирање на другарот Тито, додека други мислеле дека е советска направа и исто така служи за шпионирање на другарот Тито. Оваа ѓаволска направа, како што нарекувале селаните, му била од голема корист. На Excel водел статистика за неговите овци, која колку млеко дава, кога последен пат е стрижена и колку тежи. На Media Player слушал песни од Beatles и Rolling Stones, се разбира додека ги пасел овците. На PowerPoint правел презентации и ги пуштал насред село. По 2 години, откако му го купиле компјутерот, преку Wireless се поврзал со интернет. Но како поранешен генерал во Втората светска војна бил запознаен со сите опасности, но и за овие опасности имал контраофанзива. Најпрво го заштитил компјутерот, го инсталирал најновиот софтвер, користел заштита против вируси, антиспам и антиспајвер софтвер. Кога се зачленувал на социјални мрежи и други сајтови, никогаш не ги откривал неговите лични податоци. Пред да кликнал на нешто, размислувал и кликал само на официјалните сомнителни страни. Кога направил e-поштата, направил лозинка која содржала многу букви, бројки и други карактери. Кога направил акаунт на Facebook, најпрво дефинирал кој се смее да го гледа неговиот профил. Никогаш не постувал доверливи информации како и приватни слики. Не прифаќал пријатели кои не ги познава. И 60 години откако дедо ми ги користи овие заштитни мерки, тие се уште се употребуваат за безбедно користење на интернетот, а тие мерки се најдобри за спречување на несакани појави. Ако имате проблем на интернет, пријавете го преку Report Abuse или пак во полиција. Ова се однесува и кога ви го украле идентитетот. Се надевам дека ова е добра лекција за тоа како треба да се однесувате на интернет. А сега морам да одам да се видам со пријателите на Facebook.